Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на Државната комисија за спречување на корупција, господјата Билјана Ивановска. Господја Ивановска, колку политичките партии ги почитуваат изборните правила во сегментот што е во ваша надлежност за мониторинг? Знаете дека нашиот закон ни дава надлежност и обврска да го следиме финансирањето на политичките партии и исто така и да го следиме финансирањето на кампањата, на изборната кампања. Значи, до сега немаме ние регистрирано некакви неправилности или така погруби прекршувања, додуша ни стасуваат одредени пријави од засегнати страни и така натаму, меѓутоа тие како што доаѓаат така и веднаш одговараме, се со цел да сите ситуации да се надминуваат. Она што реков во наша надлежност следењето на финансирањето на кампањите на политичките партии, оваа година малце поорганизирано ќе го спроведеме за разлика од претходната година кога започнувањето на изборниот процес се поклопи со конституирање на комисијата, па немавме некои многу алатки за да го правиме тоа. Оваа година веќе се поврзавме со банките, каде што се отворени наменските трансакцијски сметки и таму на дневна основа ќе ги следиме сите промени на трансакцијските сметки. Од друга страна, исто така, во соработка со Министерството за труд и социјална политика го обезбедивме списокот на примателите на социјална помош, да не случајно тие да се појават како донатори на политичките партии, а исто така го следиме и списокот на невработени од Агенцијата за вработување, да не се случи па некои што немаат се невработени, а се наоѓаат како донатори. Значи, од тој аспект будно ќе го следиме процесот на финансирање на политичките партии и од друга страна ќе го следиме користењето, односно злоупотребата, условно речено, на буџетските средства. Спомнавте дека има одредени мали прекршувања на изборните правила. Кои се најчестите злоупотреби во овој период и кои странки најчесто доставуваат до вас пријави за белешки? Дали се тоа граѓаните или пак политичките партии? Во овој период доста пријави добивме од политичка партија, од опозиционата политичка партија, од ВМРО, каде што се детектираат, да кажеме, слабости од аспект на тоа однесување на предпоставениот кон вработените, понатаму вработување во изборен период, а сите оние постапки за вработување кои што се започнати треба да се стават во мирување. Пред започнување на изборите, односно на самиот почеток на изборниот процес, ние упативме апел до сите институции и кажавме да не се започнуваат процеси за вработување на нови вработени кои што не може да се завршат до изборниот процес. Затоа што тоа е на некој начин суптилно влијание врз гласачкото тело. Затоа што тие луѓе веќе се држат на јадица дека во очекување дека ќе бидат вработени и на некој начин ќе се насочуваат, према кого треба да гласат. Затоа треба едноставно сите кои што се службени лица на одговорни позиции да ги почитуваат начелата на добро управување и начелата на интегритет. Нашите стари убаво кажале во очи Божи прасе не се гои. Не може сега со некои зафати, да кажеме, пред изборите да се убедат гласачите дека едните се добри или другите се добри. Но се чини дека институциите не ги почитуваат докрај вашите апели. Од лани декември па до февруари годинава беа објавени над 200 огласи за вработување на околу 700 луѓе. Тоа е период кога веќе беа распишани предвремените избори. Покренете ли некаква постапка за оваа појава во вашата институција? Значи, ние можеме да покренеме постапка доколку вработувањето е во текот на изборниот процес. И затоа рековме, иако не се прекршува изборниот законник, меѓутоа е прозирно, се препознава влијанието. Затоа апелиравме институциите да се воздржат од тие огласи. Една година функционирате со нов состав, нов закон, нов начин на избор на членови на комисијата. На какви се мани најдовте во вашата едногодишна работа? За маните од почеток до сега постојано зборувам за условите на работа, дека материјално-техничките и човечките ресурси се многу ограничени и дека тоа навистина многу не кочи во работата. Меѓутоа,
ете и покрај тоа ние се потрудивме да испорачаме многу поразлични резултати отколку претходните комисии кои работеле во истите услови. Од една страна. Од друга страна, има мани во законот, нормално, ние ту еден закон не е совршен. Она што најмногу ни пречи е тоа што некако оваа комисија се доживува дека е орган на управа. Значи, оваа комисија е државен орган, не е орган на управа. Значи, ние не сме повинети по закон за општа управна постапка, како што многумина сакаат тоа да ни го наметнат. И нашите одлуки, како едно независно и превентивно тело, нашите препораки се во насока на подобрување на системот на контроли што постои во институциите, утврдување на ризиците од корупција и преземање мерки и активности за тие да не постојат. Значи, во таа насока даваме препораки. Утврдување на судирни интереси и така натаму. И сега не може кога ние ќе дадеме препорака за тоа да решава управниот суд после нас. Мислам дека тоа треба да се изфилтрира и добро да се дефинира. На 3 мај минатата година отворивте предмет против лидерот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицковски на 2 недели пред претседателските избори, што во јавноста беше доживеано и представено како притисок врз опозицијата во изборна кампања. Но во ноември констатиравте дека таму нема основи за законски прекршувања. Дали и како ќе се обидете годинава да го избегнете овој впечаток во предизборието? Ние објаснивме неколку пати, не само по овој предмет, него воопшто. Значи, ние работиме неселективно и транспарентно. Овој момент за отварање веќе ви го објаснив, значи не може да се отвара, туку може само да се затвара, но се што ќе дојде кај нас, неселективно се работи. Ние и да ги имаме податоците, да минатата година, да кажеме, во изборна кампања ги соопштивме резултатите за непотизам. Ако земете така, тоа не и одеше во прилог на таа власт. Значи, нашата одлука е дека ние сме надвор од сите политички влијанија и случувања, така што дошло кај нас се работи неселективно, се работи транспарентно, одлуките се соопштуваат и тоа е тоа. Што се случи со предметите кои што ги отворивте против лидерот на СДСМ Зоран Заев, како што е наводните фирми во Бугарија, Глобал, 1 евро, аферата и за земјиштето кај Стромичката касарна? Сите тие предмети кои што претходно имаа судски одлуки и разрешници, ги затворив. Со каква одлука? Дека се отфрлат. Затоа што претходно има веќе донесени судски одлуки. Антикорупцијската комисија утврди судирни интереси во случајот со укинување на царините за акумулаторите, бидејќи вице-премиерот Кочо Ангјушев, сега веќе поранешен вице-премиер, присуствувал на седницата на владата кога била донесена ваквата одлука. Владата ви одговори дека не гледа прекршување на законот, односно не гледа конфликт на интереси во тој предмет. Што понатака во ваква ситуација? Од една страна ви утврдувате проблем, владата ви или нема проблем? Според законите, единствена институција која што утврдува судирни интереси е Државната комисија. Значи, ние го утврдивме тој судирни интереси. Сега, бидејќи станува збор за именувано лице, како член на влада, ние упативме до владата, упативме иницијатива за утврдување на одговорност. Одговорноста на владата е каква одговорност ќе утврди кај својот член на владата. Нашата порака беше јасна, дека ниту еден член на владата не смее да си дозволи својот личен интерес да го става пред јавниот интерес. Тоа требаше да го препознае владата во нашата иницијатива. Она што е неприфатливо за нас е тоа што во неговата изјава за изземање стои дека тој нема да учествува во расправата и во донесувањето на одлуките. Со утврдување на аргументите со кои што располагавме, утврдивме дека тој учествувал во расправата. Нашата работа е јавна, документите се тука, на располагање на јавноста и ние стоиме за тој наод. Тоа што владата не утврдила одговорност, незината одговорност понатаму ќе ја цена нема кој друг. Граѓаните. Значи, хиерархиски тоа така е поставено. За колку други предмети владата не го послушала вашето мислење, односно барање за одговорност од високи функционери? Па немаме друго такво искуство, особено да кажам во делот на здравството имавме повеќе иницијативи за утврдување на одговорност, имаме неколку директори разрешени од страна на министерот.
покрај ова, нели се последново што беше, меѓутоа и претходно имаше за неколку здравствени домови во Гостивар или не знам, мислам во неколку градови каде што министерот постапи по нашите иницијативи, така што. Но она што не ми се допаѓа е тоа што да речеме владата ги разреши директорите на МЕПСО и ЕЛЕМ по наводите утврдени за непотизам, барем така се произнесе премиерот. Но за останатите раководители, директори на јавни предпријатија во државна собственост, каде што утврдивме дека постоела злоупотреба од аспект нели на вработување на блиски лица, на познати функционери и така натаму, упативме иницијативи за утврдување на одговорност до управните и до надзорните одбори и сите тие ни одговорија дека не утврдуваат одговорност кај тие директори. На очиглед на целата работа, мислам дека тоа не е добро. Ние немаме понатаму алатки за постапување, освен да ги известиме владата и собранието што сега веќе нели нема ефект. Но за тоа треба планираме после изборите да отвориме една поширока јавна расправа и да видиме што во тие случаи, односно која е одговорноста на управните и на надзорните одбори, како се поставуваат членовите во управните, колку се тие стручни и колку тие можат реално да ја оценат работата на одредено лице кое што е на висока раководна позиција и дали е тоа партиско гласање, дека не е утврдена одговорност или е реално засновано врз реални аргументи. Често пати вашите извештаи не стигнуваат до обвинителен акт и судска разрешница. Што мислите на што се должи ваквиот однос кон Државната комисија за спречување на корупција? Ние до сега 8 имаме испратено, од кои што 2 веќе ни се вратија, 2 или 3 така нешто. Мислам дека не е тоа однос кон ДКСК само, него тоа е начинот на работа на тие институции. Ние неодамна имавме средба во јавното обвинителство, се со цел нели да ја подобриме нашата соработка. И јас навистина бев многу изненадена од сознанието дека во јавното обвинителство условите од аспект на компјутеризација, технички услови, вработени и така натаму биле уште полоши него ние што ги имаме, а тоа во јавноста не се знае. Мислам, јавноста нема таков печаток. И предпоставувам дека забавениот начин на одговарање од нивна страна се должи и на тоа. Меѓутоа пак имајќи во предвид дека од друга страна за некои прашања, за некои предмети многу брзо знаеа да одговорат и тоа за мокни луѓе, ме доведува во прашање дека можеби сепак постои некое влијание кај обвинителите, иако сметам дека тие се први кои што треба независно да си ја завршат својата работа. Ви благодарам за разговорот. Молам. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.